Добре дојдовте на денешното соочување на ставови, кога една мала група луѓе носи некоја идеја што остатокот од светот или ја игнорира, или сака активно да ја уништи, како таа идеја преживува? Токму тоа е прашањето. Дали инстинктот треба да биде, да се изградат силни заштитни ѕидови, да се сочува пламенот во едно безбедно огниште? Да, и трпеливо да се пренесува, или пак единствениот начин да не згаснете е да излезете директно во бурата. Денес навлегуваме во еден неверојатно богат материјал, библиските коментари на Мари Ноел Табут, објавени на блогот на Тиери Жалас. Материјал што ги отвора самите механизми на обстанокот. Како таа рана христијанска заедница успеала да преживее и да се прошири во едно тотално непријателско обкружување. Точно. И за да бидеме јасни од самиот почеток, јас овде ќе застапувам еден конкретен став. Читајќи ги овие анализи, јас сум убеден дека структурираниот континуитет и онаа тивка интернализација на надештва се клучни за обстанокот. А јас, од моја страна, тврдам нешто сосема спротивно. Експанзијата и преживувањето немало воопшто да се случат без кризата. Значи, маргинализацијата и дисруптивното действување се вистинските двигатели. Добра, значи имаме јасна линија на раздвојување. За мене, обстанокот бара силен центар. Она што Табут брилијантно го нарекува тивка внатрешна духовна формација. Ама безбедноста на центарот носи стагнација. Па не би рекол. Без тоа бавно градење на идентитетот преку семејството и колективната меморија, секое движење брзо би се расплинало на маргините. Ти треба сидро. Види сега, јас ги читам истите тие текстови, ама извлекувам друг заклучок. Ако се потпрете само на центарот, вие сте статични. Материјалот јасно покажува дека моторот на проширувањето не биле луѓето во безбедниот центар. Туку кризата. Луѓето кои биле принудени активно да ги прекршат границите. Институцијата секогаш сака безбедност, тоа е природата. Ама маргините се тие што создаваат раст. Значи, да почнеме токму од тој момент на проширување, да се фокусираме на делата на апостолите и приказната за Филип во Самарија. Табут и посветува големо внимание на оваа епизода. Одличен пример. За мене, ова е ултимативен доказ дека експанзијата не може без центарот. Филип оди таму и проповеда. Да, ама што вели текстот? Неговата работа е некомплетна. Некомплетна во која смисла? Во смисла дека заедницата од Ерусалем мора да реагира. Институцијата ги испраќа Петар и Јован за да го автентицираат неговото дело. Дури откако тие ќе положат раце, самарјаните го примаат духот. Значи, можеш да иновираш на терен колку сакаш, ама без легитимитет од центарот, експанзијата е неодржлива. Интересно е што го почнуваш аргументот од крајот на приказната. Како мислиш од крајот? Па од моментот кога Петар и Јован веќе пристигнуваат. Ама ако сакаме навистина да го разбереме проширувањето, мора да се прашаме зошто Филип воопшто се нашол во Самарија. Табу дава еден клучен историски контекст тука. За хеленистите и хебреите. Точно. Во Ерусалим имаш две групи традиционални хебреи и оние хеленисти од диаспората, кои се поотворени. И кога започнува првото големо прогонство по смртта на Стефан, мета се само хеленистите. Да, тоа е важна поделба. Пресудна е, затоа што хебреите, вклучително и апостолите, кои ја представуваат таа твоја институција, тие се безбедни. Системот не ги допира, бидејќи не се закана, ама маргинализираните, како Филип, мора да бегаат. Значи, сакаш да кажеш дека тоа било непланирано? Апсолутно непланирано. Филип отишол во Самарија од очај, а не оти Ерусалим имал некаква стратегија. Тој бега и ја крши најдлабоката етничка бариера. Растот доаѓа од хаос, а не од институционална кохезија. Прифаќам дека кризата е катализатор, не го негирам тоа. Ама, ајде да ја прошириме сликата за Филип. Табут многу убаво потенцира дека Филип првично бил избран само за, цитирам, служење на масите. Да се грижи за вдовиците. Токму така, логистика. Тој воопшто нема мандат за проповедање. Епа тоа ми е целиот поен. Тој нема мандат, тој е некаков отпадник кој се адаптира надвор од правилата на центарот. Ама тука е проблемот со таа отпадничка адаптација. Таа нема корен. Знаеш на што ме потсетува ова? На стартап компанија.
Океј, да чујам. Филип действува како иновативен стартап кој отвора нов пазар. Расте брзо, фаќа нова територија. Ама тој пазар не вреди ништо без легитимитацијата од матичната компанија. Петар и Јован се таа матична компанија. Ама чекај, Само да довршам. Текстот експлицитно ни вели дека нешто суштинско недостивало кај Филип. Слободата да се експериментира нема вредност ако не се врати назад и не се интегрира во изворот. аналогијата ти е добра, признавам, ама мислам дека ја гледаш динамиката наопако. Не е дека тој стартап очајно ја барал матичната компанија, попрво централата била принудена да се адаптира, оди иновацијата веќе давала плодови. Мислиш дека Петар и Јован биле принудени? Размисли за нивната психологија. Самаријаните за нив била херетици. Кога слушнала што прави Филип, веројатно била шокирани. Нивното патување не е грандиозно давање валидност, туку соочување со реалноста. Духот веќе оперирал таму, а тие морала да трчаат по маргините за да не изгубат контакт. Тоа е многу фер забелешка. Институцијата често доцни за иновацијата. Ама дури и да е така, како обстанува таа заедница откако тој првичен бран ќе помине? Мислиш на долгорочното преживување? Да, долгорочното секојдневно непријателство. И тука сакам да се надоврзам на еден концепт од Табут, кој мене лично ми е можеби најгениалниот дел овде. Нежината анализа на Псалмот 65 и механизмите на сведочење. Аха, да. Табут јасно покажува преку првото послание на Петар дека реалноста била посуптилна. Не станува збор само за лавови во Колосеум. Станува збор за тивок бојкот. Соседите те гледаат со сомнеш со децении. Социјална изолација. Точно. И како се справуваш со тоа? Табут го користи терминот бавно впивање, како вода што тивко навлегува во почвата. За да преживееш, не се бориш со ветрот, стануваш дел од земјата. Преку семените ритуали. Да, далеко од очите на јавноста. И кога Петар ги советува, тој не им вели да одат на плоштад и да викаат. Им вели да одговорат само кога некој ќе ги праша, и тоа со, цитирам, благост и почит. Живеј така што ќе те прашаат. Тоа е моќта на пасивна доследност. Звучи прекрасно навистина, ама има еден проблем со тоа читање. Тоа е стратегија за луѓе кои веќе имаат некаква привилегија на приватност. Не би рекол дека е луксус, туку нужност. Види, ти тој концепт на благост го читаш низ призма на модерна, учтива толеранција. Ама ако го погледнеме текстот на Петар, таа благост има крајно активна, субверзивна цел – да ги засрами противниците. Да ги засрами, да, ама без конфликт. Не се сложувам. Тоа е психолошко разоружување. И второ, да се вратиме на Филип. Тој апсолутно не чекал некој пристојно да го праша за надежта. Па добро, тоа беше почетна фаза. Ама тој излегол јавно, вршел знаци, лекувал и најважно, истерувал нечисти духови кои излегувале со големи извици. Тоа е гласно. Тоа е високо видлива јавна конфронтација со злото. Системот се проширил оти луѓе како Филип демонстрирале моќ точно таму каде што општеството било најосетливо. Знаеш, тој детал за извиците е одличен. Навистина хаотично. Ама повторно доаѓаме до долгорочноста. Филип не може да помене 30 години истерувајќи демони на плоштадот секој ден. Па добро, секако дека не секој ден. Па откако демоните ќе замолчат, луѓето треба да се разбудат следното утро и додат на работа. Меѓу истите тие соседи, како не полудуваш во таков свет? Мислиш на внатрешната сила? Токму така. Јован е води до најдлабоката тема кај жалас концептот на параклетот, светиот дух во Евангелието според Јован. Овде Табут Сарнкви навистина брилира во објаснувањето на слободата. Апсолутно се согласувам. Ова е јадрото. Ако ги читаш белешките на жалас, тој зборот слобода го става со црвени букви насекаде. Не е случајно. Да. Параклетот буквално значи бранител, адвокат. Некој што е повикан во судењето што светот го води против вистината. Светот постојано ги обвинува и маргинализира. И што вели Исус? Светот не може да го прими тој дух бидејќи не го познава. Значи, слободата што ја дава овој бранител не е физичка доминација. Таа е едно нескршливо внатрешно светилиште. Силата е во интернализираното убедување дека злото е веќе поразено. Внатрешен мир среде хаос. Точно. Ти не мораш секој ден да го рушиш статус квото,
Оти во твојата глава тоа веќе е минато. Битката е добиена. Затоа имаш благост. Значи, тоа е длабоко промислена рамка и стварно нуди утеха. Ама мислам дека го промашува оној активен набој што Жала сака да го истакне со тие црвени букви. Во која смисла го промашува? Па да го земеме твојот пример со адвокатот. Ако си неправедно обвинет, добар адвокат не седнува до тебе само за да ти шепне «не грижи се, во срцето си слободен». Добро, да. Добар адвокат станува, го предизвикува обвинителството и ја менува реалноста во судницата. Исус не ги остава само да медитираат внатре. Тој ги праќа да го трансформираат светот. Табут користи еден израз тука мисија како вид на евангелизација преку контаминација. Тој е многу силен, речи си, медицински термин, контаминација. Токму така. Замисли колку е радикално. Ти не градиш ѕид за да си го сочуваш мирот. Излегуваш надвор и намерно го заразуваш светот со тој дух на слобода. А кога сме кај слободата, во Псалмот 65, псалмистот се повикува на излезот од Египет. Да, преминувањето на морето. Бог го претвори морето во сува земја. Тоа не е метафизичко просветлување, тоа е брутално физичко ослободување. Слободата е надволешна и експанзивна. Ако остане само внатрешно, не е слобода, туку терапија за преживување. Види, ова е брилјантно поентирање. Да ја разгледуваме контаминацијата како позитивен агенс, отвора сосема нова перспектива. Мислам дека стигнуваме до сршта на нашето разидување. Да, резимираме каде сме. Да, јас и понатаму останувам на ставот дека анализите на Табут укажуваат на неопходноста од структуриран центар. Секое проширување бара силен извор, длабоки корени, бавно пренесување на вредностите и оној внатрешен мир кој не дозволува да се скршиш. Разбирам. А за мене, фокусот дефинитивно останува на маргините. Читајќи ги истите текстови, гледам дека системот експлодира кога луѓето ќе излезат од безбедната зона. Растот бара криза, конфронтација и активно заразување на светот со слобода. Ама знаеш, слушајќи не, мислам дека имаме една многу јасна точка на конвергенција овде. Самите текстови очигледно сугерираат дека овие две сили не можат една без друга. Апсолутно се согласувам. Еден систем мора да има длабоки корени, инаку ќе стане само минлива појава. Ама истовремено мора да биде способен за радикална дисрупција. Токму така, без коренот гранката се суши. Ама без растење кон нови територии, дрвото гние од внатре. Институцијата и маргините едноставно се во постојана тензија. И тоа не остава со едно многу практично прашање за размислување. Ако го погледнеме општеството денес, нашите собствени заедници, што ни е повеќе потребно во моментов? Дали ни требаат луѓе кои ќе ги зајакнат тие невидливи институционални темели? Или, пак, ни недостига храброста на Филип подготвеност да се напуштат правилата и да се излеже директно во бурата. Токму тоа. Материјалот на Табут нуди уште многу слоеви за истражување. Го оставаме на вас да размислите кој пристап е она што вистински ви е потребно. Ви благодариме што бевте со нас во денешната дискусија.